И здраво на сите, јас сум Марио. А ти како си, дечки? Добар сум, здраво, јас сум Огнен, а ние сме Дебели гикови. Марио, брат, Еј, конечно, а? баце, значи, после толку години, после толку време, едноставно успеавме да дојдеме до овој момент. Успеавме да направиме подкаст, баце. Дечки, ја знаете колку муабети се вртеа за овој Бога ми. подкаст. Па ќе биде, па нема да биде, па немавме камери, микрофони, чуда. Не, знаеш како беше, брат? Од идеја почна од мене. Ама од мене почна, брат, пред можеби некои добри 5 години. ти со поп калчер мака на времето многу Ти одамна. текнува да ти кажам постаре. И знаеш како идејата почна? Со еден другар имавме идеја. Поише беше негова, ајде да направиме подкаст едно друго, тогаш ни у свет не беше јако, брат, да има подкаст. Денеска е, брат, фурање, секој има подкасти. И тоа е многу добро. И беше, ајде да почнеме, Нека има бе што. Нек Да. се множат. Ајде да направиме, ќе биде за стрипови, ќе биде за вакви работи, ова буквално ова што го правиме. И ја бев као добро, супер, почињаме, ајде да зимаме опрема, сваќаме, брат, многу е скапо бе, брат, за да купуваш и опрема и студивца да направиш. И после некој време доаѓа, брат, со еден наш многу познат македонски стример, да го поздравиме Сико. Да, поздрав, што баце. не гледа сигурно у моментов. И со него, брат, ја му пишувам, те молам, сагам со тебе да правиме подкаст, ќе биде онака на теми зборење за све што сакаме, брат, за најактуелни теми. И ајде да почнеме едно друго. У успа доаѓаш ти и ти викаш, ама ја не сум за овие работи, јас сакам поише поп култура. И Да, првичниот муабет ни беше за мене и за тебе, со Сико, после тоа беше првичниот муабет ни беше за поп култура да почнеме да правиме стрим. И тоа, брат, после години па ти отиде на next level во GG. ГГ, да, и јас си останав. морам да станам новинар, да си го фурам тоа што сакам. Доле ја останав, ти се качи горе и уште си горе, Ама ти ако фрлив едно јаженце онака. слободно. Ти фрлив едно јаженце и ти викам, брат, ај качувај се ќе правиме. Ајде, да. И благодарение на МОВ мора да ги пофалиме. Апсолутно. Тоа све што планиравме ни се оствари, како да ви кажам. Огромен шаут до Радио МОВ. Па баце сега, како за прв подкаст, што знам да почнеме, луѓе да почнат да не дознаваат Да се нас запознаеме? какви сме, што сме. Да, бе, па што знам. Да Не, ќе ме прашаш прв или да те видиме. прашам Па ја тебе? не, бе, ќе правиме на ти го дај ми го што ви се рекло. Вако план ни беше да правиме нешто топ 5 као серии, како филмови, значи ја би почнал со серии, со филмови, со игри, со стрипови, херои, па виланс после или Може бе, може, добра ти идеја. ајде нека дај почни ти со Пошто топ ти си 5. со лаптоп брат, јас се дојав со стара шема. А ти у си old тефтерче. school, ја езда сум најстар Ефтен. овде у студио, ама Знаеш како е? сум најмодерен да. Знаеш зашто се Знаеш како е у GG сум брат фанатик на геймери, дури се земав едно тефтерче од едно многу добро полско студио, сега People Can Fly, луѓе може да го истражат. Поише се инди девелопери, ама сепак добри ствари прават. Да, иначе за дечки тие што не знаете, Марио ми објасни предеску кола, ини, Кога доаѓав на налога. да, ини се девелопери што да кажеме еден дечко или два тројца прават игра. Значи мали инди, ете, и ја не ги знам уште како и да што и да тие работи. И така, и јас да играм игри, ама за гейминг не се мешам овде, можам да Не кажам треба. само играта ми се свиѓаше. Значи ти си брат, колку имаш нешто по 40, 35, имаш две деца, немаш време дечко за игра. Имам време, ако Немаш. се сака се може. Ова беше добро искра. Со што ќе почнуваме? Серија или филмови? Серии, ајде пукај. Серии. Па вака, мене ми беше многу тешко, брат, да одберам кои серии да ги ставам како дел од поп култура. И на прво место, брат, ја ставив една серија што многу, брат, ја фалеа. Ама едноставно ми беше тешко, викам, што ќе ја почнувам, што ќе ја пробам, викам, заебе, пуштање Netflix, брат, на прво место, како моја милена серија, ја ставам Black Mirror, брат. Оу, добра. Значи, Добра, први 3 сезони добра, после тоа онака. ми се добро. добија како размислуваш. Добро. Концептот на секоја епизода да биде различна, да има нешто свое у нејзе, е едноставно
многу е тешко, пошто Едноставно, ја сватив така како представување како би било, што би било, кад би било. Така, Нешто тако, тој стил. Да. И ти викам, секоја епизода, брат, различна. Се имаш некои што се многу добри, што ќе те шокираат, некои се онака како по-лейм, ама у стил сите се потрудуваат да направат нешто ново. И специјално, брат, да ти остави внимание. Серијата е партали, поготово првата ми текнува сезона 1, епизода 1, таа нема да ја заборам со премиерот, со ќерка му. Тоа беше лудиво, брат. Хаос, брат, купување од прва. Гледај ме, на, повели, дечко. Шо имаш ти прво? Ја прво имам Мандалоријан, да ти кажам. Право, Star Wars, Мандо. Форсот е со тебе. Силата е со мене. Силата. Која сила е со мене, бе, брат? Видиме Абе, добар си шо. на што личам, да. Кариран Кошуче, Бетмен, црна капчи, добар Да, си. бе, тоа е- Мандалоријан, скроз. Да. Мандалоријан ми е прва, 5, тоест, што знам, супер е серијата, одлична е, мада последнава сезона и многу не ја фалат, мада шо знаме, Мандо си е Мандо, според мене. Фан на Star Wars, а? Па, поише на Бетмен, мада и Star Wars. Брат, све што е поп култура, све што е интересно, све, брат, од тоа фан. Паметно. Виде, брат, значи, Мандо едноставно беше некако нешто ново у светот на Star Wars, ама да е добро, бе. Точно, Последнава трилогија сега реално може многу ќе ни се наутат, ама стварно беше лоша последнава трилогија. Последнава бе. трилогија беше хаос. Мандо ги извади, Star Wars ги донесе, да кажам, до некој си next level, кај што И Star знаеш Wars како е? више почнаа да личат на Star Wars, кај што више доби смисла самиот Star Wars, кај што ги спои многу не кај што ги спои, како, не знам како да го кажам, како што напри кросовер на многу ликови што претходно не се виделе, па сега се среќаваат, као мислам дека Мандалоријан е според мене у топ 5 ми е. Прво ти е, бе, не ти од топ 5. У топ не бе, јас идам од најлоша до... Ти од најлошо ли идеш, бе? Да бе, Па дечко. чекај, ја па од најдобро почнав. Па ајде кажи се која ти е најлоша. Која ми е најлоша? У топ 5, не за најлоша, Не, значи значи, да се така, разбереме. така. За најлоша не мислиме као најлоша У топ 5, у топ 5 најдобри. Не, точно, да. Саш, втора да ја кажам или пета која ми е? Пета бе, пета. Пета. И па ја кирам, брат, ја малце супер хиро серии. Да Флеш, брат. Ама знаеш Флеш, почеток Флеш. Не овие последни, бе. Да, Значи, први 2 сезони, 3, ба нека се и 4. Први 3. Да, и јас ја гледав таа, да. Знаеш ли да, колку... да. Јас се воодушевив, брат. Флеш ми е еден од фаворит карактери, од милени карактери. И брат, Origin, прва сезона е буквално Origin. Да, Имаше точно. 20 плюс епизоди, небитно колку имаше, ама јако ти е онака го гледаш Флеш како станува карактер Бери Ален, како се Како расте го гледаш, едноставно ликот Бери Ален го гледаш како Да. расте и како се создава и се прави да е флеш, Тоа. што како Она што е да комбинацијата кажам од- многу стрип серија е. Комбинација од приватен живот и алтер его, брат. Значи тоа беше добрината у таа серија што викаме од трета сезона беше лудница, цело време нови работи и после таму од четврта сезона, брат, Па отиде мислам вака, дека уиу, после наоле и почна отиде. да прават и кросовер со Arrow, па после Многу, со као беа тие Legends of Tomorrow. Да, Legends of Tomorrow, Supergirl имаше. Супергър, па Луис Кларк и Луис некако така се или Имаше сите, Супермен и Луис. Но, Таа тие уште се има, лоши, мислам. брат, тие не сакам да ги спомнувам. Има една што понекам да ја спомнам од Која да? CW Universe. Bad Girl, брат. Ау, со Те црнкињата. поздрави. Те поздрави. Со Бетро. црнкињата што не од првен беше една типка со Не, бе. кратка коса. Ето така, Да, така, па после таа нешто се испокара со режисери Века, со... брат, ама со онако чудо. мислиш дека Да, ќе ги убие сите и си дека шо е ова бе, кој го направи И ова? после тоа, од кога си отиде прва сезона, мислам беше она, дојде на црнкиња и така, и серијата се откажа после тоа. Фала 2 Богу. сезони, Фала Богу. толку беше.
После мене на четврто ми е Breaking Bad. И... Breaking Bad, значи, шо да ти кажам? Мейнстримот, сега што е мейнстримот онака? Сите што се залепија? Не, сега, не знам ти сега која мислиш за која година ти е сега, ама... Сега овие години 2-3. Не, Или од постара е порано си ја сакам. Breaking Не, Bad. не, сакам да ти кажам, сега сите се налепија некако на тој универзум на Breaking Не Bad. знам, ја го немам ја тој осеќај, ја мислам дека уште кога искочи, уште тогаш беа сите хајпнати за серијата, па искочи спинов за Better Call Saul, Saul, мислам да, се да. викаше. Таа не ја гледав, ама Breaking Bad според мене Си, Хайзенберг. брат, еден од ретките што имаат фатено онака од почеток и ја засакале до крај, брат. Ги возе од цело време. Па гледај у глобала ја со луѓето што се дружев си ја гледавме епизода за епизода, така да Најпаметно. не знам, Хайзенберг според мене е лик што и да требаше да се појави Да, на телевизија. А знаеш како Тоа една од е ретките тоа. серии со супер почеток, ама и супер крај, брат. Да, и крајот Така. беше партали, значи серијата си вози, немам што да зборам поише од неа. Тој што не ја гледал обавезно да ја гледа. И тоа е тоа. Ти што имаш на четврто? На четврто? Сакаш да ти ја кажам, ама може да се Ајде. разочараат многу. Ајде бе, ајде, Знаеш пукај. која е пукај. единствената серија која што од почеток вози, ама на крај лошо завршува? Брат, многу ги има Ама такви една- не за една е фрка. главна, брат. Една е таа, Една е знам која е главна, мене, таа ми е Една е на главна, ја на прават второ ми е мене така, на таа. второ ти е, Да, се- да. ја чувствуваме заедно. Значи, супер почеток, супер лош крај, ја прават HBO и се вика Game of Thrones, брат. Точно така. Значи, почеток. Зашто бе, брат? Добро. Не е сега. Сега ќе кажам нешто што не знам како ќе ме сватат. Мене ми се свиѓаше до крај, брат. Не ме интересира на другите како им било, што им било. Мене ми се свиѓаше Мене крајот. едино не ми се свиѓаше, еве ќе ти кажам, последната епизода. Добро. Очекував многу повеќе у последната епизода. Борбата ја чекав некако да е потака некако тлееш у мене у секоја минута очекував нешто да се деси у последната епизода, ама пустото не се дешаваше, брат. Иначе борбата со White Walkers ја гледав дома Добро. на сред мрак за да можев да видам убаво Така. што се дешава и Ставаш ми од се позади некои свигаше. сијалици нешто? За да ти светилат Не, или не? темница скроз. Ништо? скроз, Па ти дека- не си гледал тогаш? Како не сум, па Или само- таква беше Само на епизодата. факелчи ја гледаш така. Па таква беше епизодата, бе, мрако и беше цела епизода, ама ми се Телевизорот свиеше. брайтнес на 100, брат. На најако што може. Што ти е тројче? Тројче? Средина, брат. Златна средина. У Vikings. На Регнар Лоthbrok. Регнар? Регнар Лоthbrok, батето Добро. гази, значи од прва епизода до додека море до последна, ќе кажам батето реши, значи сино и како му се викаше тој синот сега малце у количка, у сака што беше нешто не ми текнува како се викаше баш, ама сега ќе Морам го- да признам, нема таа ми е везе, единствена- и тој ми е многу откачен лик, значи дечкото алал да му и за глуме и за све, Флоки исто, Флоки ми е лик, цела серија ми е многу ми е добра. Не знам што да кажам. Таа е една од ретките за мене што е многу добра, што имам почнато и морам да ја догледам. Пошто Докај си. Многу брат, прва сезона, први епизоди. Знам што се Дечко, ти деша. ништо не си бе, што ти? Знам и што се деша, за да не правиме спойлери, и многу ми е јако пошто ми ги имаат покажувано, немам проблеми со спойлери. Абе, какви братот, спойлери бе, тој што не ја гледал до сега Vikings, брат, ќе кажам спойлери, 10 Не, години не, е стара серијава, да. Али, ш- Ако до сега не прочитал спойлер, брат, што да? Умре таткото на девојчето. Да, На девојчето. точно, Тоа беше да. спойлер, умре. тоа беше спойлер. Да. Сите ќе умрат на Сите крај. ќе умре. Трето Ти? место? Докај си? На трето сум јас, брат, исто како тебе. Ајде. И ја набежав една серија што имам гледано одамна и што некако кога бев помал, пошто сум многу голем, знаеш, него ми остави многу впечаток, брат, пошто беше нешто уникатно кој што до тога сме го гледале, али не до тој степен, и се вика, брат, The X-Files. Си гледал ти X-Files? X-Files, брат.
Ништо, а? Срам ми е да кажам, ама неам гледано X-Files, имам слушано дека серијата е партали, ама ништо неам гледано од X-Files, малце ми е, ти викам, малце се срамам околу тоа, ама Значи- сега тоа е, треба, ќе ти дам шанса да гледам. Значи, треба да ти направиме кажам тоа. договор, ја да догледам Vikings, Готово, ти да гледаш договорено, X-Files. само колку сезони се... Има. Па и Vikings има шо? Има, да, има у сезона, не знам, по 20 епизоди се Па затоа ми е Vikings тешко така да гледам, бра. Пошто ја гледам онака пократки серии кои Не, овие знаеш што ги што? направив не се ни малку кратки. Знаеш што е проблемот, да кажам, ајде со Vikings? Што они ги пукаат 10 епизоди, па после прави едно месец, два пауза, па ги правеа од 11 до 20, брат. Мгм. И кога ако ги гледаш епизода по епизода, ќе ти биде супер. А ако седнеш се и отвориш петта сезона, дека има 20 епизоди, брат, и си кажеш Сега леле јако по, е, ама по еден дај- сат, ама ќе си кажеш, ќе ве чувам за нека боле времена. Еј, ма да се вратам на Vikings, те мушка серија, брат. Многу, не, серијата парта ли е? Мушка. Да, серијата е бара. За X-Files, кажи ми, запознан сум дека е добра, знам дека е добра, ти си ја гледал, ми Криминалистика кажи. sci-fi, брат. Криминалистика sci-fi. Па добро, интересно, Толку ќе ќе ти ќе ја кажам. гледам, Ќе ти- ќе ја гледам, ќе ја гледам. Тога има за гледање, брат, ама онака уживанција ми е, мене. Браво, браво. Ајде сега ја на второ више Game of Thrones ја кажавме, немаше да збориме, ќе ја кажаме на друга, на местото на Game of Thrones. Ајде. Peacemaker, брат. Леле. Џон Сина. Лиле. Не ме гледаат сега оде на камера дека се претвори во Џон Сина, брат. Така, вака? Да. Вака си правиш. Не, батето, значи серијата е едва ја чекам втора сезона да искочи. И каков крај на прва сезона, дечко. Ама рачуне ти да ја гледаш Peacemaker, мора прво го изгледаш Suicide Squad, Kill the Justice League. Не мора. Па добро, ама почетокот Не, ма се мора. фати зашто... Не мора се објасни у почетокот тоа. Значи, ама и Suicide Squad, значи и Suicide Squad е овој не Suicide Squad, туку The Suicide Squad. Ека Suicide Squad е Така. гола вода за Знаеш како, The брат? Suicide Squad. Джеймс Ган е режисер што е брат за поп култура, серии и филмови. Фала Богу го земат се од DC EU Шо ако го зема, Ама не. мене, дај. Сега многу ругаат зашто ги менја актерите, не знам, на Супермен на едно друго, ама ја мислам дека Ќе видиме што ќе Јас биде. мислам дека ќе го направи брат да биде тоа сериозно, пошто и Suicide Squad и Peacemaker се брат онака те нарейте бе брат со крвови, со убивања, Абе, со... точно да, ама што знам брат, некако знаеш што ми фали кај DC, чим сме кај муабетот кај DC и кај Джеймс Ган. Некако ми фали хај брат, некако го гледав Black Adam, не знам тој од него ли е. Не. Не е од него, Не, ама не. пак е у универзумот. Black Adam е многу лош филм, брат. Значи, Рок како глуми, прво- не ме зезај, рок глуми, кечер. Значи како Џон прво- Сина, и Абе, Џон Сина е рокер. кечер бе брат, Рокер, ама и па, Џон јако, Сина немај е тоа. кечер бе брат, ама Џон Рокер Сина го за кажав. за разлика од Блек Адам може, значи Џон Сина е класа е над Блек Адам брат. Три Апсолутно, класи е Peacemaker. Да. Три класи е над Блек Адам брат. Двајцата се кечери. Двајца да се Ама- кечери, ама Рок, не ме брат, многу ми е завркавај. дивот. Дейв Батиста у Леле, Guardians тој не of сме the да постои, тој Galaxy. не треба да постои. Зашто бе брат? Многу Значи ја доаѓа на клике, бе. интервју кажува фала многу на Холивуд што ми даваат улоги ми го спасија животот. Абе. Ама ти дечко дали си нормален, не треба да те пласираат бе. Зашто бе брат? Не знам, мене ми е- Баш му го не, погодија не. и карактерот и све. Мене ми е многу јак. Кога јадеше чипс у Guardians of the Galaxy се Тоа е праше добро, не да не глумец, видлив. сутра е кечер. Нека Ба, се добро, тепа. брат, ама Него има и- бива за глумец. Па нека се тепа да се Нека се шо му тепа, правам. бе. Да. Ние ќе му плаќаме да. Муаветот ми беше за Джеймс Ган и за DC. Јас сум DC фан тоталка. Мгм. Исто ја, брат. Мислам дека ќе му давам уште неколку шанси на Джеймс Ган, ама тоа што е Blue Beetle според мене е... Еј, тоа не е него. Не, брат, ама он изјави деме као од Blue Beetle, па наваму почнува тој универс. Добро, да.
Ама он нема да прави, нема да прави филмови колку што Не, знам, он ќе да го он прави, е брат. директор. Но он ќе го прави новиот Супермен, Супермен Legacy, мислам дека се вика. Сега баш пред некоја недела ги објавија кои ќе бидат актери на Супермен, Луис и Лекс Лутор. Добро, добро, мислам тере. мислам дека многу добро ќе испадне, брат, и ќе го видиме оној мрачниот дел на филмовите што ни фали, брат. Мене лично па тоа ми фали. Кога го гледав Suicide Squad у кино, брат, буквално отидов на премиера, пола сала беше празна, дечко. Викам, За кој филм? за Suicide Squad, новиот. Kill the Justice League. The Suicide, не бе, The Suicide Squad. Kill the Justice League е играта. Односно, да. Значи, новиот, тој вториот што го викаме, Да, знаеш? да. Има Suicide Squad и Ова е Ој вториот, Suicide брат, Squad, добриот или добриот да го викаме. Тој кога го гледа, брат, значи, пола кино сала празна и кам гледа зашо дојдов, а на премиера, дечко го гледам, идат у Мексико, директно убива, викам, лие, ова ми фали. А има луѓе што го ругаат, на пример, и ме страф, али како и да е. Ја да ти кажам право, имав у Cineplex со поени со собирање чуда 2 гратис карти за у кино. И на сопруга ми викам ќе те носам у кино, на гратис ќе идеме. Кој филм ќе Колку романтично, гледаме? кино на гратис, брат, леле. Така, топ, Леле, романтика. Голтар, брат, си собрал пари за... И отидов на Justice League, брат. На тој лошиот. И искочив на лошиот. разочаран, брат, депресивен од киносалата, брат. Те беше воопште не ќе да го збориме. Не, значи да се разбереме во сега. За Justice League, кога ќе кажам Justice League, се мисли на Justice League Зек Снайдер. Другиот Justice League не постои. Значи го бришеме тој Со крај. гумичка онаква црвено-плава, порано што ги имавме со такви гуми. Не, брат, со Шо све маркер, беше- со коректор, со што све Ама не, сакаш. тие брат и листот и го кинаа за стварно ич да го не постои тој. Тие беа најбољи. Ништо, брат. Ништо. Не кажуваме најбољи серија? Мислам, А, јас ја да. кажав, ама... До кај сме, чекај, до второ сме? Па втора сме, брат, ама некако... Ти Ти више го каже, па јас која ја ти? кажав прво место Black Mirror, ама има на второ место, брат, серија која што многу ми остави впечаток, пошто се дешава во период Америка, 80-ти, се игра D&D, едно друго board готово, games, јасно. сваѓаш кој е? Да, бе, да. И брат, И сите знаат кој и е. сите знаат кој е. И Ека D&D после таа серија си добина популарност Апсолутно. уште толку да се разбереме. Netflix направи, брат, проект, Децава Кој што дозна од серијата што е D&D играта, која е D&D играта. апсолутно. И знаеш, у таков свет 80-ти која е најако, најаки музики едно друго, ти става, брат, нешто онака alien types Нешто твари. E.T. Нешто и ти, муавети. буквално беше и ти. И серијата, брат, се вика Stranger Things. Значи, сите сезони ми се омилени. Би ги Втората, гледал, брат, не, втората е малце мислам дека е послаба од другиве, Добро, окей. ама Ама окей. првата, брат, некако и ти вајбот те вози, брат, вози, онака, си викаш, дај, стајте ме у светот, да се вратате ме у тие години, Америка, така друштво, сакам возење точачиња. ја да сум на нивно место да. Тоа е многу јака Апсолутно. серија треба и кај децава е популарна, ептен ја Тоа е добро, пошто многу добро кај деца поминува, брат. Што денешниве генерации што живеат она cyberspace, ја што го викам, ги враќаат у 80-ти и брат, јако име. Знаеш, онака никош не им текнало да видат што имам да пребараш, што се дешава во Шо е D&D? Што е као, D&D? D&D? D&D сега Како постои. се игра D&D? Ја многу сакам да играм D&D, не знам дека у наше време кај нас D&D Не било толку популарно. Немаше, И брат. сега барем. не е толку популарно, што ми е криво, И мене ама ми е сепак криво. е на окей ниво. Да, ама не знам, ја да почнам. Ја као што знам треба да има некој Dungeon брат. Master Брат, таму. екипа ти треба, Треба за да, почнеш. цела екипа треба да си се. Ја имам братучето у Австралија, знам, значи имаат маса колку оваа што е овде цели мапи имаат за D&D, си принтаат на 3D принтери, Ја го фигури си ставаат, игра, значи прејака е играта. Добро е назад Ама- сме со време затоа.
Колку сме назад бе брат, у 80 години знаеш Колку сме назад, бе, саатот ни е различен и малце кај нас касне работите. Саатот нас не уназадува уствари. И иначе, извини, кај сме кај Супермен, лега се сеќам најавен за 2025-та. И добро со GTA 5. Да, Шеска, таман, шеска. таман со GTA 6, ќе си геймаш и ќе си гледаш Супермен, лега си. Као ти се свиеше бе за GTA 6 трейлерот? Трейлерот? Да. Значи, најавен е вторник у 3 саца бајле. Полнок, И искача геймам, не, по слушај, полнок да. полнок, геймам дома, телефонот ми стои вака на страна и само ми стига нотификација YouTube. И ја гледам и нотификацијата, ме игнорирам едно 2 минути. И нешто се заиграв, викам, че што е нотификацијата, да го отворам телефонот, YouTube, Rockstar Grand Theft Auto 6 трейлер. Дечко, онака тресење, брат. Викам, чекај малку, нели у 3 сат утре, спремни сите. Пуштање, брат, трейлерот, јас. Парта ли е Не. трейлерот? Знаеш колку пати го имам гледано да се трейлерот? 14. Ја... Знаеш што е 14 пати ти да Кога гледаш ќе ми трейлер? дека ја у моментов ја GTA 5 ја играм. Мгм. Малце сум по-назад со геймингот, ама баш ми е гале, си Добро, купувам ти за си на за 500 совремето. денари си купувам игри, не си купувам за 3000 и кусур, дека играм игри од 2013-та. Ке те мразат некои луѓе за ова. ама Нека ме добро. мразат, гале ми е. На старо нормално, а и на ново си ги... На бутлег, на ромкон. Не бе на, сега ајде да не рекламираме некои страни на Кога пошо Facebook. Cineplex до сега рекламиравме, парички, Така, парички сега. топ, сега за една страна, ако кажам не. фактуричката пушта. Шала на страни има страни на, сега не ги знам на памет, има на Facebook страни што Има. може игри да се најдат за 500 денари, така да си играш PlayStation 4 ако имаш, за 500 денари комотно можеш да си играш игрички убави. Па и петка, бо. Па петката не се за 500 ги нема уште, Добро, брат. изегарче. Минимум После што ми се изегарче. видел Е, 1800. ја ќе купам, ја ќе те шиткам, не се секирај. Да, Само купи си топ. петка ти, брат. Што ти е најбољи серија? Серија, Да. најбоље според ова да се вратиме малце на сценариото. Аха. Баче, серија, Баче. братче, серија, Кажи ја, бе, не ме се срамам. купи од прва, брат, значи од прва епизода, у први 10 минути ме купи. The Boys, брат. Така, Amazon Prime. The Boys, брат. Тоа е серија, го имам и стрипот, Бучер. Volume 1. Значи, The Boys е, мислам сега, Ген 2 треба. Gen V. Да, искочена е таа, не сум ја гледал. Немам пуштено таа, треба да ја пуштам. Ама Boys, брат, значи Boys ми е баш Boys, онака Boys. хейтање на суперхероите, брат. Мгм. Што би било ако би постоеле суперхерои и сите би биле под капа на некаква си, да кажам, не знам како да ја кажам тоа, Корпорација, беше? корпорација, да, и таа ги корпорацијата ги им прави маркетинг и од нив прави пари, шитка играчки, шитка све што треба да се шитка за да се направат пари. Ама уствари у позадина хероите прават срања, брат. Мгм. Што корпорацијава ги прекрива као после тоа. Сега малце Да, кажав, да. изгледа некои ствари што не треба. Бе, Има, добро, нема сега, везе, има мора да ги една гледат група овие, бе. што се Стена епизода, нарекуваат брат, The тук- Boys и пробува да им се спротистават на хероите. На The Girls. На The Girls, На да. хероите, да. На хероите. И серија што ја би кажал не 18 плюс, 27 плюс би кажал дека е. У америчко. У америчко, да, брат, дека премногу има крв, премногу има секс. Ама мене тоа ме купува. Те пали. Да, Добро. ми Значи, треба. За следна епизода тука си го носиш, брат, скриншотот. Оде вака. Нема да биде Може толку и гето. крвиш да ги Да, има да, да. тука. Само Ајде да не не кажеме цензурираме нешто. некои работи. Следна епизода јас сам ќе водам. Дечко ќе он нема, кажи мене. Тука вака нешто ќе прави. Залепа некој. Преминуваме филмови? Ајде. Од пети? Да, бе, да, Ај кажи така кој ти е идеме. тебе, пет пар. Тебе ти Мене- почна некако муавето, сакам петиот да ти го слушам кој. Петка ми е Бетмен трилогијата на Нола. Цела? Па Не- така ќе ги кажам, да, не можеш сега да кажеш тој филм ми од трилогија. Тоа е
Ја го гледам као еден филм целото тоа. Како на Шо? binge watch, брат, си го пушиш и ти трае. Scarecrow, Joker, Да, Bane, све едно брат, друго. све. Е, добро. И Бетменот од Бетмен Begins, значи го гледаш како тренирам, не знам дали знаете, ама Бетмен ми е омилен суперхерој. Чекај, имаш нешто капчето ти е прљаво. Прашинка, брат. Прашинка Да. нешто? Си ја ставил у ходник. Значи, Бетмен на нова ми е, мислам, филмиште, брат. Ја морам да признам дека Кристофер Бейл е партали Бетмен, иако не ми е омилен, ама дечко е партали. Значи си има спремено за улогата, онака го гледаш Бетмен, брат, I'm Бетмен, она стил. И кога сме кај Бетмен, да ти кажам право, и мене на пето место ми е на Нолан, ама не ми се трилогија како тебе, мене ми е само вториот, брат. Си ги сакам и јас и првиот и третиот, нормално, ама The Dark Knight, брат, филмиште. Бейл, како се каже Джокерот? Хит Леджер. Хит Леджер. Джеред Лето ќе каже, сама ќе ме убија. Не, Сега тука не, ќе влезеше не, него не, ќе ме не, убиеше. не. Хит Леджер, брат. Значи, тоа е Джокер, брат. Она го читаш Джокер стрипови најак ти е, ама го визуализираш. Многу Хит добро Леджер нешто. е Джокериште, брат. Джокер, не знам, според мене до сега сите Джокери се добри, освен дотичниот што кажавме. Аха, добро. Ја би си го кажеш оној од Готам што е детето. Не, бе, топ е тој шо Стар ти е Варс на игрите тебе, што бе. помисеа. Тој е Тој е топ е, бе. Топ е тој Джокер, мене многу ми се свиѓа тој Джокер. И Така? таа серија уствари многу е добра, брат. А ако некад сакаш да го запознаеш Бетмен и непријателите, Origin. цел тој свет на Бетмен, слободно ви ја препорачувам со срце да се пуштите Готам, можете да се гледате комотно и ќе ви биде као интересна, не знам, ќе сватите што е суштината на Бетмен, кои се негативците, како уствари тие се нашле во Готам Сити, кој е овој, кажи го дека се каже комесарот Гордон. Гордон. Значи ќе дознаете таа конекција на Алфред со Бетмен која имаат како он го спрема која ќе да е таков човек пред се, па после тоа што е и да е друго. Добро Аноро менчес даваме. Тебе Сите серии филм. како ти е Четворката? Четворката? Не бе, ти кажа за петка, ми кажа, кажав, The да, Dark Knight. четворката? Мене четворката, брат, како некој што е фанче на Star Wars, така ќе го кажам фанче, ама дома имам милиарда работи од Star Wars, брат. Имам стрипови, фигури, Лего Star Wars, имам книги, знам неки имам онакви беџови, брат, заставани имам од Star Wars, а сум некој фанче. На четврто место, брат, го ставам за мене лично најдобриот Star Wars филм The Empire Strikes Back, брат. Значи, сите 6, не 9, сите 6 филмови се добри. Зашто бе брат, ја би ги стел сите 9 дека Ама, знаеш Star Wars кога тоа, и бе. кога искочија епизод 1, 2 и 3 сите ги хејта епизод 1, 2 и 3. Сега мене дека ја бев дете кога и искочија тие, мене ми беа многу јаки, ме разбираш. Star Wars кога искочиле 4, 5 и 6, тие што биле деца, што сега ги ругаат уствари 1, 2 и 3, апсолутно. на нив им било многу јако. Да. Сега за 7, 8 и 9 на децава Star Wars им се многу јаки. Апсолутно. У иднина тие ќе пораснат па ќе кажат знаеш добри се да филмот. Знаеш, кај Ја ми е- не ги ругам, мене едноставно 7, 8 и 9 некако ми нема смисла да се направат. Зашто ги праве уопште? Очигледно за пари ги направија, така да... А знаеш што е лошо, брат? Моментално се прават многу Star Wars проекти. Не ги издаваме овие Мандалоријан, Асока, Сериите. сите тие работи, не ги Андор, кажуваме и ја тие. гледаше бе Андор? Андор ли се викаше? Да. Така? Така се викаше, да. И добра серија. Тоа е едно Star Wars, брат, што може да не му- да му одлепиш она
името Star Wars да ти биде добра серија, брат. Тоа може да, ако го немаш И гледал, Rogue One го заборавивме. и тоа е филмиште. Филмиште, Тоа е филм кој што сите го руга, леле, пак Не го руга, бе, приквел. брат, баш Не, го не, баш не, го не, не, фалат сите. Не, да. пред тоа, пред да излезе, го ругаат, викаат, леле, како филм ќе биде, ужас едно друго, искача филмот, дечко, парта ли прави? Али, што се ти кажам, многу ме плаши иднината на Star Wars, мене, искрено. Пошто, пред некој месец дена, се прави Star Wars проект од Тајка Вајтити, кој што за мене најглупиот режисер и актер во своји филмови, што ги прави филмови. Зашто, бе, зашто, бе? Не. Зашто, бе, кажи го као си Хитлер кога го глумеше, брат, у филмот Тоа беше добро. Джоджо Ребет. Океј. Значи, не ме Единствен филм зафркавај да... Единствен филм кој што ми беше добар. Ама другото не, братче. И сега ќе прави Star Wars филм и вика го правам филмот иако знам дека многу ќе ме мразат. А ќе ме мразат пошто ќе го правам у мој стил и Star Wars фановите нема го сакат. Па не го прави, бе, брат. Па, Зашто да. зошто го плаќаат од Дизни и од сегде за да прави Star Wars филм За- така? За пари нормално, Па, кажи. ама не бе, кажа Кажи си за ама не. За пари ќе кажеш за пари, ама ако сите па го хейтат, ќе нема толку пари да направи. Ма добро. Тројче? Не бе, ја четворка ја кажав. Ај не, Не. извини, пардон. Star Wars ми си мене на четворка. Сите? Пишано ми е Star Wars, така да ја Star би го Wars. фатил све као Star Wars, нека иде у комплет. Ти, Све. брат, си напунил колку филмови, бе? И серии, брат, има. 9, 11. И серии има. Ти не. 15 филмови си напишал дека Да, ти бе, се све најдел. уедно, бе. Паметно, бе? Тројка ми е Justice League Zack Snyder's Cut. Justice League добриот? Добриот, да. Justice Се League договоривме критички дека добриот. се договоривме дека Justice League ќе викаме Zack Snyder, така да Justice League ми е Ја имаш ми е гледано, трето. брат, Justice is Grey верзијата? Justice Црно-белиот. изгреј не, брат, дека реално немам време 4 сати пак да го гледам, ама првиот пат кога го гледав филмот, Така, човече. На HBO со- Max? Или у Со кино? кумот се не баш у кино, бе. Затоа те прашаш. Не беше у кино, со кумот се договоривме, утре го гледаме. Отца Бајле отидов кај него, пици нарачавме, Бре. пијачки овде све, брат, дека реално 4 сати Многу, се. многу и добро. И ти се верува дека не ги осетив тие 4 сати, Исто, брат, мислам дека исто. не трепнав, мислам дека значи како го као сунгер го впива филмот. Мгм. Не знам, брат, како да кажам, филмот е мастерпис поред мене. Мастер. И многу ми е жал што Зек Снайдер, да кажам, ја сепак мислам дека на крај DC ќе се вратат на Зек Ја го Снайдер. имам мислата чисто. Значи, Тука вака на срце, брат, ми игра дека. не ми игра, знам, брат, дека Така. реално Многу барал го. треба да се доврши таа прича. Греота е да се остави така. Значи, прејак е филмот, поготово на крај у пустината. Да. Значи, нема тука... Колку спойлери кажавме за све, ама ајде, нема. Абе, шо бе, брат, за спойлер за филм што што Знаеш си ли колку скочени има две 4 сати што немаат у живот. Тие 20 ги наши. Знаеш ли колку кога тебе има? Што не може да дојде да Ама го гледаат шо филмот. спойлер кажа за пустина, Ајде, ајде, кажа ајде, терај, нема нас, ајде. Гаси стрим си. Уетер. Justice League Zack Snyder Cut ми го даде од тој филм уствари ја што го барав, што платив кино, Добро. да го гледам у кино, што платив. Што плати така? Платив кино Женат да плати идам за тебе, да добро. Не брат, гратис си ги Аха, земав. го уште помогу. За да го гледам тој филм го сакав у кино да го гледам, брат. Значи тој беше филмот што требаше да иде и 4 сати да беше ќе идев со нормално на 2 сати пауза. Ќе го гледав, брат. Филмот е не знам што да кажам. Ти што викаш, брат, не ги осетив 4 сати, кај нас го пуштија негде 1 сат или 2 сата са бајлечки, брат. Ја го чекав онака дента кога го пуштаа. Ти се спие, нешто, може би испит имав са бајлето, не е ни битно. Го пуштам, брат, да го гледам и викам, зајбе, нема спиење вечерва, 4 сати, ќе си го гледаш, ќе си уживаш. Брат. Плей, ака седнат, и само вози, чаптер 1 или така се... така Да, беше? по чаптери бе. Чаптер 1, чаптер 2. И брат, завршува и си као, ајде си легнам.
Мирно спиеш, брат. Ја да бев на твое брат, у место. глава ти се дешаваат маги, леле каква сцена, леле ова, леле он. И после пуштаат Justice is Grey верзија, а порано ма се пушти. Исто. Play, седнување, Ја фалат многу дека била истиот филм е уствари само црно-бел за тие што не леле знаат. колку е добро направен човеко. Значи црно-бел не знам како да го опишам, но уметност, буквално уметност. Ти што викаш мастерпис, ова беше стварно уметност црно-бел. Дека ако имам некои 4 сати слободно у моево време, ќе си седнам, ќе си го пуштам, или ќе си ќе го бе гледам. децата да ти порастат малце И заедно и со на- нив да да. гледам. Мислиш ќе издржат 4 сати? Не се за нив, брат. А ќе За почекаш, деца не е Justice League. За деца ти е, брат, Avengers. За да е Hulk, Iron Man, Spider-Man. Тоа е за деца. Реално правиме муавет. Лошите филмови? Не, гледај, значи Шалам, далеку. шалам. Значи Marvel до Endgame беа топ филмови. Добро. После Endgame си се прича за себе сега. Да идам на трет. Иди бе на тројка, ајде. Ја на тројка, брат, ставив нешто многу интересно. Пишав Dune, кога се црта Dune. Пошто го обожавам и овој што е првиот од 80-ти, кој што многу го смета за комерцијала и сите тие работи, ама и овој со новиот холивудски шарлатан Тимоти Шалме. Значи, Кој е тоа детето? да бе, оној со витканото косиче, како бе Тимоти Шалме, не го знаеш? Абе, Сега го знам Вонг- као, сега бе, Вонг како го- има филм. Го знам као детето од Дюн, не го знам као и да го кажат. Тимоти Шалме, французи. Тимоти Далтон, да. Тој. Дюн, брат, е франшиза што е мастерпис од sci-fi, посебно делот за книгите кои Чека, тие се книги, по книги е многу така, да. книги, брат, ама многу онакав книги, кои што ги има пишувано еден човек, а после ликот неговиот син ги има продолжено да ги пишува, пошто мора да се продолжи приказната и све тоа. И онака многу sci-fi проекти и серии, филмови и игри многу крато Дюн. Ако гледаш, Батиста бе, брат, извини, за Батиста у Дюн дека преска збореше дека е... гледа, стварно таму беше. Батиста Ама у што, бе, Дюн, не беше ти се ни- свиѓа? Не, па 5 минути го има на сцена. Ни 5 Па минути нема го везе, нема. не е јак? Па не е што. Абе, ајде, добро, ајде. И? Добро, глуп ми е карактерот, како и да е, нема врска. Дюн ми е, брат, sci-fi. И јас лично не сум толку фанатик на sci-fi, ама Дюн, брат, кога го пуштам и гледам, не бето дали тој стариот или овој новиот, кој што воедно и двојка искача следната година, ако не се лажам. Ќе видам, ќе... Ај баш први, дали ќе- снемете ли ќе ти кажам, 2025-та, кој што воедно буквално вчера пуштиле Ако искочи и Дюн 2025-та, брат, наледа све 2025-та, Ама и- која ќе гледаме? А имаше као, да донесе као се вика парт 2 бе. парту, да. 2024-та. Последната година. Имаше Да. брат една слика 2025-та. GTA 6, Avatar 3 и уште не знам што имаше проект. Еве го, кој го кажавме се Супермен Легаси. Супермен Legacy. Ама мислам дека друг филм беше, ама 2025-та брат ќе биде годиништа бе, дечка. Викаш? 100%. Посебно GTA таму. Да Од собираме август? пари, значи се ја виш собира кој сака нека донесе овде умов пари за да имаме да 2025-та да ја преживееме некако. Дека за GTA 6 ќе ни треба PlayStation 5. Како што Про. знам, Pro треба да искочи следна година. Ама не е најавно што. И така, и многу филмови ќе има што треба да се гледат у кино. Реално, мене ми е многу криво што Дюн не го гледав у кино, дека беше, мислам, фати корона. Ја не го гледав, баш ради тоа. Да. Така, беше Да. корона и не... И после го гледав нешто, дома го пуштив на HBO, го имам гледано цел, ама знаеш како го имам гледано цел на делови и затоа треба и тој филм Тоа е треба лошо на да делови. да, Тоа е седнување, брат, и тоа е да го возиш. седнеш, брат, да го гледаш на некој телевизор огромен со сараунд со 300 чуда за да можеш убаво да си го Знаеш како брат? Годинава- изгледаш филмот. Годинава многу дадоа фама и хајп и све за Опенхаймер, пошто нели имаш онака Тој не го гледав.
Значи, правам подкаст за филмови, а новите филмови ги немам гледано. Катастрофа. Ние не го гледав, ама не е битно тоа. Да, бе, И топ е сега- филмот. и Да, сега- го гледат, одличен е. И сега, знаеш како, сите го фураха него, актерска екипа. Извини, ја Барби го гледав, брат, у кино. Поштовање. Рука ти пружувам, ја не го гледав, Да. ама поштовање за тоа. Го гледав у кино, први редови на премиера, у розео бев цело облечен и шатина Така бев. со капче, со Да, да, плава да. косиче, со мислам Да. со стај перика. Така. Да, и со Одлично. хавајка. Оу, значи И ослабев за премиерата, па после се здебелив пак. се татуираше тука вака Кен си напиша Не, на раката, не, знае сите дека сум Е, Кен. па ништо. И? И знаеш, Опенхаймер го фура, актерска екипа едно друго, ама ја некако сметам дека Дюн, овој што е 2020... Да, 2021 ти. 2021 има многу појака екипа него Опенхаймер. Тимоти, Зендеја, Зендеја, да. твојот омилен Баутиста што него коментираме. Абе, овој Джейсон Мамоа. Джейсон Мамоа. Како се викаш он Moon Knight актерот од Како се серијата? викаше да Айскар Осак. Оскар Айзак. Да. Он го има како генерал, значи премногу луѓе има што онака партели. Што ти е двојче? Двојче? Двојчето. Само малце има двојчето. Твојата омилена ми е. оценка у школа. Не, абе, двојка. Шо за филмови, до филмови ли стигнавме? Да, бе, па се до филмови. The Batman, брат. The Batman Чекај. 2000 и која беше овој со и се блокирав, знаеш? The Batman. The Batman бе со The Riddler. The Batman. Чекај, јас сум блокиран. The Batman со Роберт Патерсон. Ау, леле, зашто ми избориш? Ја мислев, на момент, The Batman. на момент почнав да ми размислам Ми анимирани текна да се. Бетмен. Не, Ама бе. ти избориш Бетмен со Да, Роберт Патисон, да, бе, брат. да, Со да, да, Пингвин, со со Ридлер. Поштовање. Филм, значи, најдобар филм според мене што е изваден од стрип, да е направен, да е добро, направен добро, според да, да. стрип. Филмот според мене, не знам, нешто врв, за да сите што сака да го гледат филмот комотно, можат да се спремат со читање на The Long Halloween и Batman Hush стриповите. Филмот, значи, ме остави на 2-3 пати вака со отворено уста, значи Дарк, брат, дарк. со многу дарк, брат. Многу дарк. Значи баш као треба да криво ми е што сцените со Джокер ги тргнале. Па Добро, после да. една сцена имаше од 5 минути со Джокер што ја тргна. Сега пак ќе ми кажеш, знам брат, ама нема везе, не кажав ништо дека е спойлер. Прекидав момент, да. Не, да така. Според мене Бетмен е, брат, таа година кој искочи од Марвел? Да ме убиеш, не се сеќам. Многу сум слаб со години. Нема бе. Имаш некој, ама Да. овој беше онака. Според, Знаеш што, вага- според на вага мене го за ставиш, брат? таа година беше комик бук, да кажам, филм на годината. Не, Апсолутно, да. тоа беше со експлозијата, со колите, со 300 чуда, со иначе за Пингвин сега треба да искочи серија. Само да видам кога треба да искочи. Нема везе. Мислам дека не е најавена. Нема дата. Нема ништо тоа. Знам дека се снимаш. Извинете, знам дека се снимаше. Ова сега до кај се со снимање, нема везе. Ош имаше нели протести и актери во Холивуд и многу работи се Но се прекина, се исподешава откажа. многу работи, да, така да не знам ни до кај, не можам се и да барам. Шо ти е број 1? Двојка. Или двојка, до двојка си. Двојка Ајде не- да убрзаме малку. Ајде бе, не е проблем. Двојка, брат. И баш некам ни многу да зборам, сакам само да го кажам за луѓе да го гледа, брат. 12 Monkeys. Трилер, sci-fi, Чекај, 12 Monkeys со Бред Брус Пит, Вилис. Вилис, Тоа е yes. стар филм, брат. 95 Така. или 98. Ја како мал го дава, знам многу го дава на телевизија, ама И- тогаш бев мал
И као чекав некои мајмуни да се појават, Така е. Ама ни Иако малвев и не успеав да го И издам. јас сум многу мал, ама јас се сеќам дека брат на еден ти текну на еден. Извини дечко. На еден сум дека го дава. Да И, брат, силни ја да го му кажеш ти текла на еден. Гледам брат и воодушевен. Сега да не навлегувам многу во тематики што како маци да убрзаме, така да Треба Twelve да се Monkeys, гледа реално. Треба да се гледа. Кец, Ај но. ти кажи, ке спа јас. ја имам како ти што почнуваш на почеток по 2 имам сега, ама франшиза. Кој два бе, франшиза? Сакаш да ти ги кажам или? Ајде бе, кажи. Lord of the Rings? Аха, COVID. чекај бе малце, стој. Значи тоа се 6 брат. 6 бе? Значи Не. не се 2 Ти да. почна на пример со 9, со 3, Готово бе, готово. чекај маци ја да улетам со 6. Мене ми се Lord of the Rings Hobbit, не? Нема шанси да ти се Lord 90. of the Rings ми се Кет, значи дечки, тие што не сте огледале Lord of the Rings, Мислиш има слободно такви? може да гасите подкаст, нема што да правиме Мислиш има муабет. такви? Јас само знам еден. Не знам брат, Јас само еден знам. јас стварно до ден денес немам начекано човек што не ги гледал осен жена ми што до ден денес ја терам да ги гледам, ама тоа е што ги нема гледано Lord of the Rings. Јас само еден човек знам, не мора да го именуваме. Али не знам за тебе, мене Хобит маце поише ми се свиѓа. Хобит не ми многу имаше графика брат, Мгм, не. окей. Lord of the Rings тоа беше филм. Тоа е ремек дел. Значи тоа е имаш филмови и Lord of the Rings. Да. Ама да, некако да, Хобитот брат со Билбо со сите тие работи некако поише на срце онака ми игра брат тука Билбата. Мене, значи ја ќе ти ја кажам ја причата, мојата прича со Lord of the Rings брат. Значи на времето Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring кога искочи на касета брат. Видео касета. А ако се сеќаваш, едно видео имаше толкаво, Се сеќавам, толку не беше сум толку дебела мал. касетата. Ја пикаш брат, имаш одредено, не знам колку минути беше лентата, да гледаш филм. И јас ја рентам од видеотека, доаѓам дома, пуштам филмов топ и ми завршува као толку. Ми заврши на моментот учамец кога влагаат. Чекај, сред филм. Кат. Да бе, да, толку крај. Леле. И разочаран идам, нема везе, враќам и ја до не знам колку години за мене Lord of the Rings беше најсрање филм, викам шо гледаш онака, гледаш и так нито ни е Title screen, так ништо не работи, е, да. одма так сечи брат Ти толку. мислиш очаме влагаат и толку е И филм. толку крај. Вика, па што се дешава? Викам, добро. И нема везе, доаѓа време, викам, мајде, ќе си го пуштам пак. Сите го фала, дали си ти нормален, ваков, таков, го пуштам и ја уствари сваќам дека јас сум ја гледал првата касета од Fellowship of the Ring. Значи Fellowship of the Ring бил на 2 касети, дека многу бил долг. И Титаник знам дека на времето беше на Да, и тој го 2 касети. И ја појма немав уствари дека уствари Fellowship of the Ring е на 2 касети, јас сум имал само првата. Три трауми од детство имаш бе. Да знаеш. Што ги преминува на игри? Ајде на игри На мојата осетлива тема. на брзинка, ајде. Од петка? Од петка. Почна ти. Ја Бетмен брат. Аркам. Аркам, серијалот? Да, цел. Добро. Цел. Осад Аркам Asylum, Аркам Сити и Аркам Найт. Аркам Origin не. Тоа не го Тоа сметам. е, да. Имаш трилогија и нешто помалото браче. Може ја да немам, не може. Значи, Бетмен брат. Аркам, не знаеш кај бето што е убавината? Rocksteady Бетмен е бе брат, што да биде Да, ама, убавината. знаеш Нема како е за фината? фркавај. го ставаат Бетмен во Asylum, во лудницата брат. И многу јако нешто. Двојката ја прават, ајде у град да ја правиме. И цел брат Готам, ама онака го живееш. Дечки, ќе може, извинете, ќе може една вода само вода една чаша? Ама го живееш. Шо е, те сецнав? Не сецна брат, ова ти беше добро. Го живееш Готам градот брат и после Готам Найт градот уште подобар со уште прича и сите тие работи.
И Тебе? Мене на пето место ми е брат игра што сигурно не ја знаеш, пошто не си многу по игри. Не да сум ти. по игрите, тоа е. Се вика Nier Automata. Што е тоа, брат? Значи Nier Automata е брат нешто што не можеш да го опишеш со зборови, пошто водичка, Да. Ожедно. цистерна. Значи Nier Automata брат е нешто што со зборови не можеш да го опишеш, пошто е буквално ремек дело од Јапан, кој што само едно нешто ќе кажам. Завршува играта, последниот бос е title скринот. Значи ти треба да се бориш со буквите, брат, да ги Ќе си излеаш. играш, ќе си видиш што го ќе кажам од Nier Automata. Иако Nier Automata е двојка од серијалот, сепак Nier Automata. Добро, на четврка? Јас да идам одма. Да. На четврка ја ставам играта што беше најавена пред многу одамна и више у последните години многу луѓе наставно ја бара, дајте ја играта, доста ја најавувате, дајте ја. И во самото студио во Полска CD Projekt Red рекоа дека мора да го убрзаме процесот, мора да ја направиме и да извадиме играта. Нали, Играта Добро. излезе реално крш, иако сега е подобрена и се вика Cyberpunk 2077. Не, сега е подобрена, сега е 2 класи е подобрена. Барем колку што знам јас од тоа што искочи на релиз дейт со ова што е сега е Апсолутно. 2 класи. Моментално има и DLC, односно експанзија, која што се вика Phantom Liberty, мислам дека така беше, веле не го сгрешив името, која што е играта која што требаше да биде тогаш. И јас лично правев еднаш интервју со еден вработен на CD Projekt Red, Мишал Слапа се вика човекот, и викаше јас излегов после 15 години од CD Projekt Red, пошто не може да го издржам она тежината за Притисокот? притисокот, брат, за правење на играта. Ама тоа што е сега е стварно добро и бидејќи доби награда буквално онака без ongoing game, иако не требаше да добија. И така, што ти е тебе четврка? Четврка ми е Crash Team Racing, брат. Crash, ја знаеме, сите сме играле на Sonic Cat. Crash е Crash. Crash Express? Crash Team Racing. Crash Team Racing. Crash Express, да. Тоа е нашето. Ти Значи, што имаш? чекай, маце, ти си PlayStation фанатика, не си Да, Nintendo. Не, не си плека, не бе, брат, Mario ја Kart. плека, јас што ти на тебе PlayStation Kec имав? Балканското, брат, она И балканското. право на значи, PlayStation 4, значи ја ги имам скокнато 2-3, Така, право на четврка идам со тоа што на тројка игра FIFA баги со друштво и само FIFA, брат. Добро. И сега на четврка ја усвари сега. играш све. На четврка. Сега со Сега две на деца, со четврка, жена. да. На новата четврка На сега новата. што искочи. Си играм игри што сум требал да ги играм на времето. Да, бе, Значи почнеме. Crash Team Racing, па на тројка ми е Red Dead Redemption. Нема што да се збори за Red Dead. Cowboy! Каубојци, влевам, разбивам и си идам, што би се рекло, и тоа е тоа, брат. Си го играл кецот? Red Dead? Red Dead кецот. Да. За кецот, за двојката ја немам играл Кецот го имаш стајано ти? Да, да. О, баце, пошто... Да, дека двојката уште си држи цено 1200 денари. Ако бе, ако... Ја чекам на 500 да падне. Нема да ти падне, пошто Cowboy! Ја има за Cowboy? дигитална, усвари да си ја купиш Не. дигитална, ја има за Hard copy. некој си 200 денари, ама не ќе дигитална, ја сакам да Hard CD copy да имам. Е тоа што треба да си имам. Ја на трето место имам, пошто рековме ти дека си PlayStation фанатик, јас сум PlayStation, ама и Nintendo фанатик, брат. Ја ставив Zelda Breath of the Wild. Зелда никад ја немам играно, дека имав Nintendo со Super Mario и со Nintendo завршив Значи патија. ништо не си имал. Зашто бе и тенкчиња на оние не знаеш ти малци малци, не си играл, малци, брат. малци. Кога требаше да дувнеш да, на касетата да ја ставиш. Јас сум ги имал ти, јас сум играл на кетриджи сега, да не се преме. Иако колекционерството за вака работи кај нас е на добро ниво, ама окей. Zelda, брат, сум ги играл повеќето Zelda. 2D и 3D, сум ги играл. Но, кога дојде Breath of the Wild,
го смени гейминг светот на нешто маестрално, на нешто поголемо. Буквално одржа мастер клас на сите кои што треба да прават игри. Zelda Breath of the Wild стана open world игра како што никогаш до сега сме немале видено. Она стравото од непознатото и мислењето чекај да видам што има таму, пошто сигурно таму има нешто друго, ама да најдам начин како да стигнам до таму. И ти си изиграл, не знам да кажеме, 100 сати, си отворил свашта, си поминал цела игра и сваќаш дека тебе, брат, уште пола мапа не ти е ни отворена. Леле, мене тоа ми се Dungeons. деси со Со што? Days Gone, брат. Значи Добро. ја играм, може не знам 2 месеци ја играв и гледам усвари дека сум на пола. И Така? ја исклучив, брат, и не ја пуштив. Не, ама тоа е долго, брат. Ова е нешто што можеш и брзо да го завршиш, ама кога ќе завршиш на крај сваќаш дека па ти има толку милиони работи кои што не си ги видел. Например, сега продолженијата на Breath of the Wild, што се вика Tears of the Kingdom, е исто така играта, но со уште поише механики и нови работи додадени, што многу ми е криво, зашто не зема Game of the Year годинава, ама јеби га, ајде, Baldur's Gate 3 мораше да ја земе. И сега одма ќе рипнам и на второ место да си ја кажам мојата омилена Souls игра, брат, Elden Ring. Значи, Elden Ring не можам Souls игри да играм. И јас не можев. И ја не можев пред некој време додека не излезе Elden Ring. И јас пред Elden Ring искрено маце ги руга, викам, ајде, ова за будали бе, тешки игри играти такви глупости. Излезе Elden Ring, ја пуштив, брат, си ја малце изгледав видеа за да навлезам у тој светот и кога сватив и како се игра и сите тие работи, јас сватив дека играм ремек дело. Што се деша? После Elden Ring почнам од почеток, брат. Dark Souls Kids, двојка, не се игра тоа, ја скокаме. Тројка, Bloodborne, Sekiro, све изиграв, брат. Од Хидетека Мијазаки е game motherfucking designer. Ама и Мијазаки им научи како се прави open world игра ради Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild пак ја спомнам мастер клас за правење на игри. Мене двојка ми е GTA 5 што у моментов Браво. ја играм, значи GTA си е Дури не за GTA. шеска ќе играш. О, да. точно толку време имаш. Не ја брзам. Полека си играм. Ова е поштено. Си ја цепам полека, си играм некати side missions која ми ја сакам така нешто лабаво. И така, Кец Last of Us, брат. Која? Ќе ставам и двете, и Кец и двојка, ќе ја ставам и серијата. Браво. Значи, Добро. клучот не ми овде си испринтав 3D привезок Last of Us. Значи, Што пишува или што се испринта? логото на Last of Us. логото, така? Да, као Браво. што е играта. Браво. Значи, Last of Us Прича, а? прича снова, значи тоа го има луѓе што не сакаат многу синематико игри. Добро. Има луѓе што сакаат синематико игри. Јас сум Мене тие што не сакаат. Last of Us ме возеше, брат. Значи буквално онака Филм. филм комплетен каде што учествуваш ти во филмот, му помагаш на карактерот како да избегне некои ситуации за да дојде до некое место. Која ја Кецот ја играв на PlayStation 3, немав купено PlayStation 4, ја купив играта пред да купам PlayStation 4, двојката ја купив исто пред да купам PlayStation 4. И кога ја земав, кога четворката, ја играв пак Кецот, па двојката ја играв. Значи ти си од луѓето кои што Naughty Dog им ги продава сите игри. Кецот ремастер, Да. и сега Кецот ремейк. Ако земам И сега излезе PlayStation 5, двојка. ако земам PlayStation 5, ќе ја земам и Кецот за PlayStation И 5. слушај што се деша. Искочи двојката. И ќе После играм и само нема да ми е неколку досадно. години и прават ремастер Не, на тоа двојката. нема го земам. Ама ќе го земеш ремейкот кој ќе излезе за 2 години. И вака. За шо бе? Тој- За Лест ова с двојка сега ќе прават ремастер, а за некоја година ќе направат ремейк, па брат. не знам, Пошто не тоа знам. ти е Naughty Dog имаат крава, брат, и вака зак, ја музат, брат. Не знам Ја да ти музат од кажам пари. право. Ја
Шо знам. Двојката ми остави убав печаток и у графика и у тоа све, не знам дали ќе ја земам. Ја, знаеш ја зашо кецот го изиграв дека сакав на тројката некако графиката ми беше така, ај со ремастерот викам со четворка ми фалеше подобра графика на кецот. Ме разбираш? И сега затоа ќе ја земам и на петка, за да осетам уште подобра графика, а за Last of Us двојката ми беше све и графика и локум. И графика и све, брат, беше као што треба. Кец, класика, брат, World of Warcraft. Никад се немам пуштено, инсталирав, изиграв пола сат и избришав, брат. Фанатик уште од тројката, Warcraft, кецот и двојката не ги фатив, пошто јебига, не сум бил ни роден тогаш, ама тројката е ремек дело, особено синематикот кој што го имат 100% гледано сите луѓе, Артас кога доаѓа како личкин кај татко му и во сенка брат го убива со ножот и само ја гледаш. Значи ова шо збориш, брат, ти се верува дека ништо не ми е познато, мене ништо не ми се познато. Вечерва после снимање доаѓаш дома. Шо и вов да играм. Не геймаш, пушташ на YouTube сите синематици. Аха. И брат гледаш еден Justice League. Овој не е 4 сати, овој е маце пократко, ама тука се. Добро бе, добро, окей. Фанатик уште од Warcraft 3, ама WoW ми има оставено онака у срце, брат. Со сите експанзии и сега што се случува, тие ако не се на тоа ниво, сепак се онака прекрасно. Идеме со стрипови. Ајде, маца да ги убрзаме. Ајде, ја на петка, зашо да ги убрзаме бе? Сега за игрите си знака што сега за така е, брат, си го кажав му една. На петка идеме со Lock and Key, брат. Не знам дали си ги читал, да. има и сериите ги немам гледано. На Netflix беше така серијата. Има и на Netflix има и една постара, мислам, не ме фаќа за збор. Серијалот, главната прича е у 6 дела. Значи клучеви катанци, значи. Клучеви катанецот. Знаеш што е финтата, брат, што ја цело време мислев дека се клучеви катанци, уствари Локи е презимето на фамилијата. Леле, спойлери, леле, ке не убијат. Зашто бе на прва страна, прво графиче, прва коцка онака горе ти кажува дека тој се вика така, Локи се презива, брат. Ова е мимот. Guys, let's make a podcast after one episode. У затвор, брат, не пикаат. Не бе, брат, нема што да кажам, значи што има тука спойлер у Локи дека е презимето на луѓето на фамилијата, да. Нешта. А ки дека се за мене за пето место татко е клучар, па клучар е за мене, брат, на пето место го ставив малце по-европски стрип, Корто Малтиз, брат. Добро. Авантурист, патувач, прекрасно за читање, го има во најдобрата книжарница за стрипови. Да ги пофалиме, Бункер, дечките си газат и у моментов имаат нови стрипови, мислам нешто донесено на англиски, и имаат и фигури нешто донесено. Значи дечките се балал да име, нека продужат само да не се они, не знам што ќе правиме со апсолутно. Со стрипови кај нас. На четврто место пак маца европски стил на стрипови, Торпедо, брат. Значи Торпедо е криминалистика црно-бело, што не може да се сетам од кај дознав за Торпедо, кој ми го имаше раскажувано и отидов у Бункер се купи, брат, Торпедо. Многу убав стрип, многу приказна. Криминалистика, она Италијан мафија, брат, стил на стрипчиња. Ја на четврто имам Нел Бајтер. Не знам дали си читал, дали си слушнал Нел Бајтер. Морам да признам, не сум го имал читал, не го имам читал, ама знам за што се работи. Нел Бајтер, крими, хорор, значи не знам што да кажам, цел серијал го прочитав. Значи стрипот е врв. Врв. На трето ми е Бетмен Хаш, нормално мора Бетмен да го има као што гледам у сите до сега. Не, брат, не знам ајде или го тоа капава
Не знам Не, од под кај малку се со најде тоа. капава да и ова овде, не знам од кај се Тоа е најде нешто што е тука. тоа Ридлер, не бе. Не бе, Джокер, нешто Джокер. Нема везе. Бетмен Хаш ми е на третом место, го кажав и претходно за тие што сака да го гледат да Бетмен. Топло го препорачувам од првим да ги прочитат Long Halloween и Бетмен Хаш, па после да го гледате филмот. На двојка ми е The Last Ronin, Ninja Желки, треба и Сега игра прават дечко. прават игра да за Само Last извини да кажеш нешто Ronin. за играта. Знаеш колку ќе биде добра? Знам Пошто колку се- ќе биде добро. Пошто се инспирирани брат од God of War и сега тоа да го направат со Ninja Желки. Ау. Ништо чудно и да ја земам Collector's Edition, ако Морам, соберам морам. пари ќе ја земам. И кецот Batman The Long Halloween, дечко, тоа е тоа. Така? Од стрипови Одлично, Batman. ги испукав сите Бетмени, да. Значи, кој сега да се чита? Batman Бункер, Бункер, ето така. слободно идете, Бункер. дечките ќе ви кажат што, ќе им кажете што сакате, они ќе ве насочат кон тоа што го знаат да го прават. Ја обожавам најдобро. брат да идам кај нив, пошто често идам без план што сакам да купам. И обавезно си И купам обавезно, нешто. да. No. И нешто ќе раздем и ќе прашам, значи што има бе нешто ново интересно овој стил, овој жанр? Одма брат, штрак, ти варат, си плаќаш, си одиш дома, си читаш и живанци. Абе, на времето како ги тепав ова стрипови, као за доручек лупав еден стрип. Сега у последно Браво. време сум закржлен малце, ама нема вези. Ја на тројка ставив нешто, малце да преминеме од она европски и амерички Нема стил. да ми кажеш дека Загор, Дилан, Не, Доки, не, не, компанија, значи тие Тоа мислам на ги 6. поштувам, на окей. 6, е. Значи ги поштувам Се тие шалам, многу си доле. стрипови стварно, ама мислам дека може да направиме еден чекор напред. Секоја чест и татко ми ги читал тие, немам ја ништо против нив, ги поштувам и нив. Ипак стрип е тоа што сакаме да го, ако нема ништо друго, ако сакаш да читаш, тоа ќе читаш. Немам идејата да викнеме некој човек што стварно е запознат со овие Ја реално за ја гостин. не сум ја запознен многу. Јас у сум, ама не вези сум со- толку што сакам некој да седне како гостин Ќе таму. викнеме и да обавезно за италијанциве малце да не однеси у тие. Јас знам првиот стрип што купив беше Загор и беше на македонски брат. И на времето дека мал бев и искача еден-два стрипа ќе ги најдеш на трафика неоко по грешка, па после ќе ги снема, па таман си уе, па пак ќе ги има, па Да, пак да, ќе ги да. нема. И така. На трето место, брат, како што реков, сакав маца да скокнеме од ова европската и америчката култура на стрипови. И се реков зашто да не спомнем на пример јапонски стрипови кои што се викаат манга. Имаше една Многу сум слаб у манги. Јас сум па многу подобар, искрено. Јас сум поише манга него амерички и европски стрипови. Имаше една манга, брат, која што многу случајно ми дојде у рака, онака на рандом, се вика The Promised Neverland. Promised Neverland се дешава во место кај што се деца без родители и нели чекаат да бидат вдомени. И цело време нели доаѓаат родители кои што сакаат да ги вдомат децата едно друго, но неколку деца нешто им текнува, дај малце да избегаме од куќата, пошто цела куќа е обколена, да избегаме да видиме како е надвор. И сваќаат дека децата ги носат, не е спойлер, така е епилогот, децата ги носат, сега почнам со спойлери, децата ги носат да ги јадат демони, брат. Што ти е бе брат? Значи децата ги носат да ги јадат демони, пошто демоните се хранат од да преживуваат од децата. Причата, брат, до крај те вози ненормално. Огромна препорака до сите што сакаат да читаат промислен. Второ место ми е V for Vendetta. Топ. Тоа е еден стрип, брат, што искрено не знам дека постои до пред неколку години,
кој што еден пријател Remember the 5th of November. Yes. Добро. Кој што при размена на стрипови еден пријател ми го даде, ми вика брат, прочитај го ова, беше прилично убаво дебелко, V for Vendetta. Знае дека некој филм постои што се вика така, но никош не го гледав, пошто не ми беше нешто интересен. Леле, брат, кога седнам да го чипувам стрипот. Стрипот е прилично голем. Извини, на англиски ти е На стрипот? англиски, да. No. Стрипот е прилично голем. Вака, брат, у едно читање, не знам колку беше, 200 страни може беше, сигурно големо стрипче беше. Леле, брат, прича. Го имаш тој уште дома? Не, тој беше не е мој за жал, од размена на пријател. И на прво место ќе се вратиме пак на јапонското, приказната мангата која што ми е дел од животот, брат, више некој си 7 години, кој што ја читам активно, на неделна база како искачува chapters. Моментално има 1102 чаптери. Тоа е многу интересно и приказната уште ќе трае уште неколку години, се вика One Piece. За One Piece моментално, више многу долго време пишувам. Имаш и серија на Netflix, ја гледаше? Да, ми се допадна. Ќе го оставиме за друга епизода. Сакам за тоа маце поише да разговараме друг пат. И само извини што ќе те прекинам. Добре, колку мангите или најдобра? Најдобра, брат. Готово. Пошто е најпродаваното после Библијата е најпродаваната литература. Не, ја те прашам за серијата поише као мангите ти се свиѓаше? Ми се свиѓаше. Причата е како стил како од мангите? Да. Окей. Но ќе оставиме за друг пат. За друг пат ќе сакам да поседам една добра епизода на One Piece. Да, што да ти кажам? Више подолго време пишувам добар текст и добра колумна која се вика One Piece стравот од непознатото, брат. Кај што сакам на сите да им докажам зошто One Piece е буквално нешто маестрално, нешто што мора секој да го доживее. Што ни останува? Херои, виланси, јас херои ќе ги напукам онма сите 5. Значи на 5-то ми се нинџа желки. Значи порасна сум со нинџа желки, не можам да не ги ставам на 5-то место, значи тоа ми е у ДНК да кажам. И син ми ги обожава и едноставно тоа е. И другиот син кој ќе порасне. Обавезно, значи. На 4-то ми е Вулверин. Добро, браво. Вулверин као Вулверин. 3-то ми е Спајдермен. 2-ро ми е Супермен. И на кец ми е Бетмен. Нормално. Ја како тебе ќе ги испукам одма. На прво место ми е ликот кој што го оставивме малце за некој гостин која ќе дојде, Дилан Дог. Пошто некако Дилан Дог почна Дилан Дог знам и филм некој дека имаше. Има, брат, мислам дека гледав, знаеш дека се мачев, ама го гледав, брат. Има повеќе. Може една недела го гледав, 5 минути ќе заспиам, 5 минути ќе заспиам, една недела го гледав. Повеќе има, ама никој не го погодува. Дилан на 4-то место ми е, брат, како што реков порано, поише сакам Хобит него Лотера, ќе ме утепаат, нема врска. Билбо Багинс, карактерот ми е врв. На 3-то место ми е The Flash, пошто ми е прекрасен дизајниран лик. На 2-ро место ми е од мојата омилена приказна Monkey D. Luffy од One Piece и на прво место, брат, Бетмен, нема кој друг. Виланс, брат. Ајде ти спогади сега па ја. Ајде. Ја ќе отидам манце на 5-то место со еден хорор лик, што сигурно го знаеш ти, пошто сигурно си расел со тој, Фреди Кругер, брат. Фреди Кругер. Nightmare on Elm Street. Ги имам гледано сите филмови со него. Нешто немам гледано ни еден филм, брат. Ќе си гледаш. Фреди Кругер, ќе си гледам. Пред спиење посебно гледај ги. Зашто бе, брат? Пошто пред спиење се на мене. Знам дека Nightmare. Ќе доживе, брат. 4-то место, брат, еден едини Саурон. Така. Саурон е... Мене не ми текна на Саурон, гледаш, добро? На 3-то место другиот чекај да го кажам, моце рацистичко, ама единствениот црнец кој го прифатил син му, Дарт Вейдер. Да. You get it? You get the joke? Хелсен што ќе се јават.
На второ место го имам. Брат, Джоков ти е што да терај. На второ место го имам еден едини Джокер, нормално, пошто На второ ти е Джокер? Да, ќе кажам кој ми е на прво место и затоа Джокер ми е на второ, ја представам ти е на прво 100%. Не знам ќе И видиме. добро. Джокер ми е на второ и на прво место ми е брат Blackbeard од One Piece. Добро, ти со Blackbeard- мангите си брат, јас со мангите сум Да. тотално аут. Blackbeard е буквално овој вистински од Blackbeard што бил ист таков лик, ама у мангата е многу подобар. Бе. Го затвори. Ефтерот готово, ајде, си идеме. Не, Ајде, вака сега за тебе те слушам што имаш на билет. Вилан с петка ми е Шредер. И... Значи, Нинджа. не можеш бе брат. Значи Не не можеш, не нинџа дека беше. дека не нинџа желки се доказ дека можеш со еден вилан брат да цепаш години и години и да не се смучи Така, и да е добар и да е јак и да умира и да го враќаш од кога е умрен, ама го враќаш уште појак брат. Кажи ми Шредер. македонските ги имаш гледано, така? На македонски? На македонски. Да бе брат, ја пораснав со нив Како ја го премиера викаш, ги Шредер? гледав. Секачот. Секачо. Секачот. Е, у херој заборев да го кажам Химен. Химе! Химен, да, и имаме едно прашање. Дали знаеш кој му го позајмува гласот на Химен у цртаните брат на македонски? Чекај. Джамбазов? Чамбазов. Така? брат. Да. Игор Значи Джамбазов. тоа е Игор за мене е Химен брат, кога ќе Така. му го слушнам, гласот ме потсеќа на Химен брат. Шредер го кажавме, четворка Dark Side брат. Dark Окей, Side, окей. Dark Окей, Side од бра. Justice League Снайдерскат ми кажа ми Зашо е motherfucker? да. На тројка ми е Танос нормално. Ајде сите Ајде, на пола помага. вака дечки, се видиме за 5 Добро. години. На двојка ми е Дарт Вейдер. Добро. И на кес нормално ми е Джокер, брат, Еј, кој може Джокер. кој може да е друг, кој не Джокер, брат. Ти има овде, гледај, за кецот, ја би ги ставил сите вилани што се во Бетмен, брат, дека Бетмен има Така. ненормално добри вилани, брат. Тоа е ненормална работа, да. колку и ни еден ретко кој вилан во Бетмен има моки, брат, да се разбереме. Да, убраво си. Сите се обични луѓе, брат. Да, бе, сега ги размислиш така е, убраво си. Има еден дел Повеќето. Мислам, кај во Джокер, во не знам и во цртан еден го имаш и во стрип еден го имаш и вика и во филмот го има вика се што треба вика е да имаш one bad day. Ако го значи за да се направиш ти во и уствари серијали има од стрипови, од негативците од Бетмен се вика што знам One Bad Day the Riddler, One Bad Day the Penguin. Да. Значи све што треба да имаше One Bad Day брат за нешто да ти се деси у глава за да ако го исконтролираш тоа супер. Има некој што едноставно се спаја плюс и минус брат и шатдаун се прави. Апсолутно. Јас знаеш што се го направиме, ќе оставиме за понатака една епизода. Ти ми имаше пратено на многу добро видео. Што ако Бетмен е како сега? Тоа Како сега што ако затвореник? Што ако е затвореник во асайлумот и све му се деша во главата? пациент во Аркам. Сакам тоа маце да го ставиме за друга епизода да, во Фатима. не, за Бетмен ќе имаме од една цела епизода ќе збориме за Бетмен, дека очигледно на мене и на тебе ни е омилен лик и мислам дека вреди да се спомне за Бетмен, малце да му се даде цела епизода на Бетмен. Значи имаме Бетмен, One Piece и вселената како ќе Да, има брат, има. Ќе ипак ни е Да прва превршуваме. епизода како што може видите у план ни е и да донесеме и стрипови и сепак дека прва да се епизода тестира. да видиме како ќе искочи се. Па што знам брат, у план ни е превршуваме. како да идеме. Саат типол, колку тераме до сега хечки? Саат типол? Супер тера. Супер, таман е па. Значи, и ја бе, ни тргна муабета, Ни тргна, долго време, да, знаеш, да, долго да, време да, го спремавме, да.
Морам да признам дека малце имав страв. И јас Како имав ќе ефтен страв. Како ќе поминеме, ама ни вози брат муабетов. Ни вози, да. И да, тоа, да. изгледа многу едноставни работи зборевме. А замисли кога ќе затераме убави приказни брат. Како што имаме планирано за уиднина. Па сега со Господ напред брат, ја шо викам, ја прв пат ми ова да искочам пред микрофон, сепак ти имаш искуство, мене ми е прв пат да искочам на микрофон, на камера, за разлика од тоа што имам пречки во говорот, да кажам дека дъткам, за мене ова ми искочи супер, онака. Супер беше брат, 2 пати не знам. Ми истера све Да, као да. што треба и се надам дека уиднина ќе уште не се надам, знам дека уште подобри ќе бидеме брат. Тоа е тоа брат. Ништо, дечки се гледаме. Ја би сакал само извини, Ајде. би сакал да се заблагодарам најмногу од мое име и од твое име и од името на сите што се вика на Радио МОВ кој што ни дозволија и ни излегол пресред да го правиме све ова, бидејќи реално без нив ова немаше да биде возможно брат. Ние колку и да го планиравме, они се луѓето кои што ни помогнаа да почнеме. Ти кажам нешто, кога искочи конкурсот од МОВ за подкасти, кога ми кажа ти дај да се приеме, јас што ти кажав одма, ајде. И јас знаев брат дека ќе не одберат. И ти се мислеше едно време, бе не ни се, бе јас знаев брат дека. А знаеш ќе што не беше одберат. најако? Знаев, Само што ова за крај да го кажам. Дојдов да правам пич на идејата. Дојдов со скршена нога, со ногата ми беше не у гипс, ама онаква учизма. Не знам како успеав, тоа ми беше и прв пат после не знам колку недели да излезам од дома и реков доаѓам па што сака нека биде. И тоа ќе ми остане онака ептен спомен. Ништо дечки, тоа е тоа, од нас за недалава толку, се надевам дека недела за недела ќе правиме. Да. У план ни е да објаснуваме серии, филмови, не да објаснуваме како да ги делкаме, ние сме нешто овде, па да збориме колку се Тоа добри, забравивме на колку се почеток да лоши. кажеме, не сме професионалци. Не бе, едноставно си го кажуваме нашето Да. мислење, дали ни се свиѓа таа серија или не ни се свиѓа. Едноставно може ќе се коси со некои ваши мислења, ама сега тоа е дечки, што да ви кажам. Ништо, тоа е тоа, се гледаме наредна недела. Се гледаме. Чао!